Денес во посета на Прилеп беше министерот за култура Зоран Љутков. Тој ги посети храмот Свето Благовештение, локалитетот Стибера и манастирот Трескавец. Три исклучително важни културно-историски споменици за Прилеп, па и Македонија. По манастирот се комплетно обновени конаците, а монасите се веќе вратени, а отеке и реставрација на црквата Света Богородица. Вкупно за обнова на опожарените конаци се одвоени 125 милиони денари. Потоа конзервација и реставрација на црквата Успение на Пресвета Богородица, кој што е капитален проект и за Министерството за култура и туризам, но капитален проект и за владата на Македонија. И конечно можам да кажам дека основен проект за конзервација и реставрација на архитектурата и живописот на црквата Успение на Пресвета Богородица од манастирскиот комплекс Трескавец во фазниот проект за санација и конструктивна консолидација на црквата. Очекувам дека во периодот што следи ќе се обезбедат сите дозволи за да можеме да почнеме со реализација на овој капитален проект, а за почеток на овој капитален проект се обезбедени 4 милиони денари, додека за минатата година за проектот беа обезбедени 986.776 денари. Реставрацијата на црквата се работи во соработка на Завод и Музеј за заштита на спомениците Прилеп, Европскиот центар за византиски и поствизантиски споменици, Завод и Музеј Битола и Градежниот факултет во Скопје. 2.100.000 денари се одделени за зајакнување на носечката конструкција на иконостасот и конзервација и реставрација на резбата. Активностите треба да завршат до крајот на годината. Благовештение, знаете, мислам, доста добро сите новинани колку долго време работиме. Значи, колку средства се одобрувале, ова година се одобрени најмногу средства, значи вкупно од 20-та кога е почнато до 25-та година. Значи 25-та се оделија најголема сума на пари, средства, за да можеме да го направиме, значи она комплетно што треба да се изврши како конструктивно консолидирање на самиот, значи иконостас, да го прицврстиме. Се работи, значи, надворешно, кога ќе го видите, вие нема да видите никаква разлика на самиот иконостас, затоа што сето зачврстување ќе оди од натешната страна на олтарот. Надворешно, на предната страна кога влегувате во црквата го имате иконостасо, резбата, која што ќе биде тонирање, го викаме тоа ние стручно. Значи на делови на парти на иконостасот каде што имате обелување, ќе има тонирање и на отпаднати делови кои што ги има во текот на изминатите години се собирани кај свештениците од Благовештение, исто и кај нас ги имаме при самото конзервирање, тие ќе бидат, ќе се направи, значи конзервација, се извинувам, а исто на отпаднати делови кои што не се постоечки, ќе се изврши реставрација и да се вметнат тие делови. Ова година, значи, завршуваме со тој конструктивен дел. Опаѓање, опасност нема во секој случај, затоа што ќе се работи парцијално. Се одржа и состанок на министерот со директорката на НУЦК Марко Цепенков, на кој се направил план за оспособување на двете сцени во Прилеп и пуштање на употреба до почетокот на годишното издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Се надевам, туку знам дека до почетокот на игрите во Прилеп двата објекти ќе бидат ставени во функција на фестивалот, а понатамо ќе одиме со дополнителни активности, каде што со поинаква динамика ќе решаваме поголемите проблеми со кои што се соочуваат националните установи во културата во Прилеп.